Компаниите од Западен Балкан имаат капацитет да излезат на глобалниот пазар. Ако настапуваат заедно, можат да бидат конкурентни. Соработката меѓу овие земји расте и тие се политички стабилни, што е основен услов за економски раст од околу 5%, кој ќе овозможи зголемување на животниот стандард. Премиерите од Македонија, Албанија, Босна и Црна Гора пред бизнис лидерите на Самит 100 се заложија да дадат поддршка на компании, ќе вложуваат во подобрување на инфраструктурата за земјите подобро да се поврзат, но и на намалување на царинските бариери за стоката полесно да стигнува до крајната дестинација. Ова прилика која што денеска ја возможивте на ваша покана да бидеме овде, истовремено за нас се пораки на единство на регионот кој што ги испраќаме и пред вас деловните луѓе. Владата на Република Македонија веќе вгради регионални концепти во поддршката на инвестициите во нашата економија. Секако предимство имаат сите оние инвеститори во поддршката и повраток на својата инвестиција, доколку црпат ресурси од компании домашни, а за наш домашни компании се сите компании кои што се од регионот. Така да одиме понатаму да гледаме на едно микро глобално ниво, така да го кажем регионално, во делот на нашата взаемна организираност. Политичката стабилност, добрата поврзаност и намалувањето на административните процедури ќе го направат Балканот атрактивен и за странските инвеститори. Ваквата регионална поставеност преку Самит 100, кој што верувам се држи еве 6-ти пат, представува одлична можност да не мотивира и нас владите, преку нас премиерите, бидеме конкретни во поддршките, заради тоа што наша цел мора да биде Европа да ја донесеме во регионот, оти само дури и тогаш Европа буквално ќе не пушти да бидеме рамноправна членка на Европската Унија, односно кога нашиот стандард на живот и буквално деловната мобилност која што имаме овде и соработка ќе биде барем приближно до нивото кое што го има западниот дел од Европа. Верувам дека во таков правец се движи овој наш регион. Оваа уникатна иницијатива каква што е Самит 100 обединува над 150 бизнис лидери од регионот, кои потпишаа меморандум за соработка и со Коморскиот инвестициски форум, каде членуваат најголемите компании од овие земји.